Благодарам, председателе. Почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана јавност. Посебно ме радува фактот што оваа влада успешно и во услови на криза изнаоѓа решенија кои ќе значат подобрување на стандардот на граѓаните во нашата држава, па во овој правец е и предлог законот за измена и дополнување на законот за минимална плата, за кој што овие 2 дена ние дебатираме. Само за подсетување, минималната плата во Република Северна Македонија во 2017 година беше во износ од 8.800 денари. Денес предлагаме усвојување на закон, измена на закон за минимална плата од 18.000 денари или 100% повеќе во однос на 2017 година. Грижата за стандардот на граѓаните останува врвен приоритет на оваа влада и парламентарното мнозинство, но верувам и на сите останати пратеници кога се во интерес граѓаните на нашата држава. Последното покачување на минималната плата на 18.000 денари е постигнато преку еден отворен диалог, транспарентен и конкурентен процес во кој што социјалните партнери, работниците, представниците на работодавачи, како и економско-социјалниот совет успееа да се договорат и да го имаме денеска на дневен ред ова предлог решение. Со зголемувањето на минималната плата на 18.000 денари истовремено е исполнето уште едно ветување кон граѓаните на нашата држава. Тоа значи дека 80.000 работници денес во Република Северна Македонија ќе земаат плата повисока за 45 евра веќе од месец април пресметано за мартовската плата. Дека покачувањето на минималната плата и со тоа се подобрува животниот стандард на граѓаните, јас би сакала низ еден пластичен пример со конкретни примери во однос на содржината на минималната потрошувачка кошничка во која што влегуваат основна храна и пијалоци, трошоци за домување, хигиена, превоз, облека и обувки, култура одржување на здравје, да направам споредба за тоа што е она што со покачувањето на минималната плата ќе придонесе во однос на подмирување на оваа потрошувачка кошничка. И тука ќе се задржам само на неколку производи кои што се дел од оваа потрошувачка кошничка, споредбено низ годините наназад. За пример, често евени дебативи е експлоатирано и зборуваме за покачената цена на маслото за јадење. Цената на маслото за јадење во 2015 година изнесуваше околу 65 денари. Тогаш минималната плата беше 9.590 денари и ако сакаме да пресметаме низ призмата на тоа колку можело да се изврши набавка со таа минимална плата, бројките покажуваат дека 148 литри тогаш можеле да бидат обезбедени. Денес, односно во 2021 година, кога имаме навистина покачување за некои 67% на цената на маслото за готвење од 95 денари, имаме минимална плата од 15.200 денари, со која што може да бидат набавени околу 160 литри на масло за јадење. И има разлика, ќе се согласите дека не е исто 147 и 160. Иста е состојбата и со пченичното брашно, кое во 2015 година изнесуваше 35 денари, имавме минимална плата од 9.590 денари и тогаш можеле да се набават 274 килограми со оваа минимална плата. Во 2021 година со 40 денари и со минимална плата од 15.200 набавката изнесува дури 380 килограми. Ете, тоа е разликата за која што треба да знаат граѓаните на Република Северна Македонија, дека како што растат цените на основните прехранбени производи, оваа влада се грижи и врши исто така зголемување на минималната плата. Тоа е исто така и ако гледаме во целосност потрошувачката кошничка и цената на потрошувачката кошничка во однос на минималната плата. Во 2016 минималната потрошувачка кошничка изнесуваше 32.158 денари на минимална плата од 10.800 денари и тогаш
со 3,5 минимални плати можело да се набави оваа минимална потрошувачка кошничка. За разлика од 2021 година, веќе тоа е сведено на 2,2 минимални плати, кои што може да бидат искористени за потребната набавка на потрошувачката кошничка. И има разлика, ќе се согласите сите, ќе се согласи македонската јавност. Она што е многу важно да го спомнеме за ова законско решение е дека е постигната согласност за уште една важна промена во делот на пресметувањето на минималната плата. Променети се критериумите за методологијата за годишно усогласување на минималната плата со 50% од годишниот раст на просечната плата и 50% од растот на трошоците за живот. Она што посебно сакам да го потенцирам и што представува новина во ова законско решение е дека висината на минималната плата не смее да изнесува помалку од 57% во однос на просечната плата која што е објавена според Државниот завод за статистика. И овдека во овој контекст би сакала малку да се задржам на соодносот или процентот на учеството на минималната бруто плата во просечната бруто плата во земјите од регионот. При што сакам да спомнам дека најголемо учество на минималната бруто плата во просечната бруто плата има во Република Србија. Во 2020 година таа изнесуваше со удел од 62%, во 2019 со 55% во просечната бруто плата. По неа морам да забележам дека следува Република Северна Македонија со 52% во 2020 и 56% во 2019 година. И да направиме малку паралела и споредбено поназад, кога во 2014 уделот на минималната бруто плата во просечната бруто плата изнесуваше 42%, односно во 2015 43%, во 2016 само 44%. И во овој дел, почитувани колеги, почитувана јавност, се согласуваме дека имаме разлика. Токму затоа, овој трет критериум, кој што е новина, со кој што висината на минималната плата не може да биде помалку од 57% од просечната плата, дава една голема сигурност и многу поголема известност на нашите граѓани, кои што ќе бидат сигурни дека минималната плата никогаш не може и не смее да биде пониска од 57% од просечната. За да им се излезе во пресред на работодавачите, кои што се значаен партнер во целава оваа работа, се покажа дека владата има разбирање за потребата да учествува, односно да интервенира, и разликата во придонесите од 15.200 до 18.000 денари да ја превземе самата држава. За оваа цел во буџетот за периодот од март-декември 2022 година предвидени се 16 милиони евра кои што ќе бидат користени за оваа намена. Треба да го спомнеме тоа дека просечниот износ на исплатената месечна нето плата за работник кој што работи помалку од полно работно време се пресметува сразмерно со бројот на одработените часови, а исто така во пресметката за минималната плата не влегуваат и прековремените часови. Финансиската помош, согласно ова законско решение, се обезбедува за работодавачите, за работниците на кои што основна плата ќе се исплати до ниво на бруто плата во износ од 26.422 денари. Финансиската помош ќе биде обезбедена нормално доколку работодавачите исполнуваат и одредени услови, а тоа е да имаат статус на активен обврзник, да не се во стечај, да не се во ликвидација. Исто така да не е ослободен работодавачот од плаќање на данок на личен доход или придонеси од задолжително социјално осигурување, да ги има подмирено сите обврски по основ на плата, придонеси од задолжително социјално осигурување и исто така и даноците. Мораме исто така да кажеме дека Управата за јавни приходи во овој дел треба да води
соодветна контрола, навремено да ги врши пријавувањата, навремено да ги пресметува пресметките за платите до Министерството за труд и социјална политика, се со цел да навремено се врши исплатата од страна на работодавачите кон оние на кои што таа им е најпотребна, а тоа се работниците. И за крај, колеги пратеници, би сакала да нагласам дека трендот на покачувањето на платите со окружувањето го следиме и ние, така да можеме да кажеме дека доближуваме и до дел од земјите од Европската Унија, а тоа е дека Бугарија, во која што во моментот имаме 282 евра, и Босна, како исто така наше окружување. Мирча Арџиевски има реплика. Веќе многу близко и до земјите од Европската Унија по однос на висината на минималната плата. Благодарам.